се со топ тема. Пред мене на масава има многу предлог закони за кои што се уште се дискутира, например предлог на закон за координација на безбедносна разузнавачката заедница во Република Северна Македонија. На 50 на страници е предлог законот за Агенцијата за национална безбедност, за кој се уште исто така се дискутира. Зад мене е еден органограм кој што покажува кој се во државата се занимава со прашања поврзани со безбедноста, разузнавањето, контраразузнавањето и како всушност се поделени. Морам да кажам дека Воена служба за безбедност и разузнавање всушност е сектор или служба за воена безбедност и контраразузнавање во рамките на Министерството за одбрана и АРМ. Токму сето ова е повод вечерва за дискусија со моите гости, професорот Маријан Николовски, Горан Митевски, поранешен директор на УБК, и Магдалена Лимбовска од невладината организација Евротинк. Вака изгледа, морам да кажам, дури за нас новинарите збунувачки, особено ако ги прочитаме сите овие закони што тие предлагаат. Меѓутоа, за почеток предлагам да го видиме прилогот на мојот колега Миомир Серафиновиќ, кој што денеска разговараше и со дел од пратениците на власта по прашањето за уредувањето на прашањето од безбедност и дискусиите по законите и што всушност тие ќе значат, дали тие се преклопуваат во нивните надлежности некаде или се разидуваат. Па да го видиме прилогот на Миомир Серафиновиќ. Политичките партии ќе предложат сосема нов закон за парламентарен надзор на разузнавачките служби. Ова според информациите до кои дојдовме е договорено на средбите меѓу власта и опозицијата во рамките на безбедносните реформи кои треба да завршат и со укинување на УБК и замена со нова агенција за национална безбедност. Надзор врз тајните служби е маката која демократијата во Македонија ја преживува речиси 3 децени. За да се избегнат бегањата на началниците од надзор, ќе се подготви детален и прецизен закон. А во моментот еве како функционира надзорот на трите тајни служби. Надзорната комисија ја води Трајко Велјановски, поранешен председател на Собранието, но актуелен осомничен во истрагата за организација на крвавиот четврток. Велјановски ја преживеа седницата за одземање на неговиот имунитет и не отиде во притвор. Но од тогаш до сега нема седница на комисијата. Апсолутно немаме седници од тогаш, откако не му беше одземен имунитетот на Трајко Велјановски. Повторно не е свикана нова седница, иако тоа е исто прашање кое се отвара, дали тој човек смее да биде начело на таа комисија или треба да избереме друг човек кој што ќе ја води комисијата. Два извештаи за работата на македонските тајни служби, УБК и Агенцијата за разузнавање, редовно подготвени, веќе се доставени до Собранието уште во март, тврди Зекири, кој е член на надзорната комисија. Но членовите уште не ги добили извештаите кои според подпредседателот на СДСМ се наоѓаат и кај спикерот Тала Џафери и кај комисијскиот председател Велјановски. Опозицијата раководи со таа комисија. Место опозицијата да инсистира да се разгледат извештаите, да ги видиме, таа блокира, односно не дозволува да се свика седницата. Што се крие за тоа? Ние стварно не знаеме. Пробавме и јас и другите членови на комисијата од мнозинството да стапиме во контакт со Трајко Велјановски, да го прашаме зошто не свикува седница, не успешно тоа го направивме. Значи, он не одговара на нашите барања. Укажано и на председател на Собранието Тала Џафери, кај кој стојат и двата извештаи, и тој нема, и од него немаме објаснување зошто он не ни ги доставува нас, членовите на комисијата, тие два извештаи. Башка се наоѓаме пред процес кога треба да се реформира службата, треба да се формира Националната агенција за контраразузнавање и ќе треба да се избере и нов директор. Исто и во АР, новиот председател сигурно ќе избере нов директор во Агенцијата за разузнавање, а ние тогаш ќе дојдеме во ситуација да разгледуваме извештаи на директори кои више не се директори на службите. Додека Зекири даваше изјава, се појави и спомнатиот Велјановски, кој ни кажа дека извештаите се кај спикерот Џафери и веднаш кога ќе ги добие, ќе ги подели на членовите да ги разгледаат. Беше договорено да завршат изборите, па после да ги разгледаме, ни објаснува Велјановски, кој не сакаше да ги коментира другите обвинувања на Зекири. И двајцата многу скоро ќе треба да гласаат за новите закони за Агенција за национална безбедност и за координација на разузнавачката заедница.
Преговорите за конечните законски верзии сега не се меѓу експертите, туку на политичката маса. Политичарите договориле 50 амандмани досега, но продолжуваат со преговори. Разговараат и за промена на најпроблематичното решение. Премиерот да добие голема улога и моќ во разузнавањето со тоа што и ќе го предлага директорот на новата агенција, но и ќе ја раководи разузнавачката заедница. Втор проблем беше можноста агенцијата, новата УБК, да има своја опрема за независно следење на комуникации во итни случаи. Договорено е новата агенција да има само тактичка опрема, подвижна, како ранци или оние познати жолти комбиња, ама под контрола на обвинителството. Сето останато, кое оди преку телекомуникацијски оператори, ќе биде задолжение на ОТА. Таму ќе се следат дури и пораки и апликации, а следењето ќе се одвива преку компјутерски програми, така наречени тројанци. Контролата ќе треба да ја вршат пратениците. Роковите со новите закони се премногу оптимистички. Планот е до 1 јуни да биде избран директор на новата агенција, а целата проверка на вработените да заврши до крај на август, што поради краткото време остава простор за сомнежи дека нема да има квалитетна проверка на кадрите. Уште не е избран ниту новиот простор за Агенцијата за национална безбедност, бидејќи по укинувањето на УБК таа ќе се сели надвор од кругот на МВР. Има погоден објект, но бил оптеретен со нерешени имотно-правни односи. Еве вака објаснува Миомир Серафиновиќ, кој дознава дека политичките партии ќе предложат сосема нов закон за парламентарен надзор на разузнавачките служби. Меѓутоа, што тие, каков надзор ќе вршат и на кого? Магдалена, во текст изготвување на овие предлог закони, како што видовме од прилогот, она како што го спомна и Миомир како заклучок е дека премиерот со овие измени добива многу поголема моќ за разлика од претходно. И од друга страна, ако тој ја добива таа моќ како поголема, се намалуваат ингеренциите и моќта на председателот. Зошто ова се случува? Дали е тоа европска пракса или едноставно му се одзимаат ингеренциите на председателот? Безбедносните прашања се поделени, да кажеме, измеѓу премиерот и председателот, односно едниот и другиот имаат ингеренции во сферата на безбедноста. Сега треба да знаеме дека владата донесува стратегија за национална безбедност. Логично би било да се концентрираат одредени прашања, односно одредена моќ во владата и таа да ги добива тие информации кои што ќе ги изготвуваат безбедносно-разузнавачките служби пред се Агенцијата за национална безбедност со цел нели да се како да се користат тие информации за водење на подобри безбедносни политики, бидејќи на крајот на денот сепак тие информации кои што ги собираат разузнавачите треба да имаат некаква употребна вредност која ќе доведе до подобрување на разни сфери од животот на граѓаните. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека имаме Совет за безбедност, кој што го раководи председателот и кој што всушност е уставна категорија, значи во никој случај не може да се одземат овие надлежности, каде што горе-долу е во сличен состав како и предложениот Совет за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, со кој што пак се предлага дека премиерот треба да председатва. Мислам дека ваков закон, да кажеме, за координација, односно некаков механизам за координација на безбедносно-разузнавачката заедница е и тоа како потребен. Меѓутоа, треба многу добро да се осмисли кој се треба да биде дел од овој совет и како ќе биде искоординирана работата и поделени надлежностите помеѓу носителите на извршната власт, која што е бицефална, како што знаеме. Митевски, со оглед што овој предлог на закон за координација на безбедност на разузнавачката заедница го става председателот да биде во состав на советот, заедно со министерот за внатрешни, за одбрана, за надворешни, и за рамковен договор и слично. Меѓутоа со советот председава председателот на владата на Република Северна Македонија, овде пишува. Ако ставиме дека и директорот на Агенцијата за разузнавање кој всушност е под председател, па и самиот председател е само член кој што овдека одговара, тогаш зошто воопшто би постоела Агенција за разузнавање во која што директорот го назначува самиот председател, кога и председателот му одговара на премиерот. Ова мислам дека многу често се зборуваше дали ќе бидат одземени на некој начин ингеренциите на председателот, ама индиректно можеби со ова и тоа се случува.
Ја мислам дека овој закон е носен во време кога председателот на државата беше од опозиционата партија, па заради надминување на кохабитација и одредени несогласувања меѓу премиерот и председателот, се приде кон вакво решение кое сега, како што сите знаеме, новиот председател Стево Пендаровски кажа дека самиот нема да го потпише, дека воопшто не одговара на поставеноста до сегашна, односно тој председава со Советот за национална безбедност и дуплирање на таков совет во една ново тело е непотребно и само би ги дуплирало, односно би се створил хаос во безбедносниот сектор. Професоре, што мислите вие во однос на ова прашање и Лимбовска спомна, од друга страна го имаме и Советот за безбедност како тело со кое што е уставна категорија раководи председателот, Агенцијата за разузнавање наспроти пак Агенцијата за национална безбедност која исто така ќе одговара пред премиерот. За да дадеме оценка за предлог законот за координација на безбедност на разузнавачката заедница, и тука треба корекција, значи безбедност на разузнавачката заедница, каде што ги вклучува безбедносната служба, контрразузнавањето и разузнавањето. За да дадеме визија како треба да работи новото координативно тело, треба да дадеме оценка за досегашната работа, еве ќе ги споменам координативните тела досега. Советот за национална безбедност, колку состаноци имало, какви заклучоци и каква полза имала и граѓаните на Република Македонија од работењето на Советот за безбедност. Или ќе споменам како негативен пример 2001 година. После војната се формира координативно тело, представници од безбедносните институции, да дадеме оценка. После толку години, каква е оценката за работењето на ова координативно тело? Доаѓање на состаноци без презентирање на квалитетни информации со кои што располагаат поединечните служби. Треба да се постави прашањето и за одговорност. Ако сте член на едно координативно тело, вие сте задолжени да ги презентирате сознанието до кои што располагате. После оценката за работа на Советот за безбедност и на ова координативно тело можеме да зборуваме за успешна формула како треба да изгледа новиот Совет за координација. И добро е што за прв пат ние сега разговараме за Закон за Агенција за национална безбедност и за Закон за координација на безбедносно-разузнавачките служби. Како илустрација, припадниците на УБК нема собствен закон. Работеа според Законот за внатрешни работи, бидејќи беа нивен составен дел. Кога не постои законско решение, се работи според одредени подзаконски акти, поголеми се можностите за субјективизмот и грешки на припадниците на таа служба. Исто така и во делот на координацијата. Значи треба да се размислува на досегашните пропусти за да зборуваме за една успешна формула во координација. Се случувало досега да се врши преклопување на надлежности на безбедносните служби. Не постои тело кое што ги може да ги искоординира истите. Така да добиваме првични сознанија од Агенцијата за разузнавање, истите сознанија се поклопуваат со сознанијата на Управата за безбедност и контрразузнавање или пак од Министерството за одбрана. Трагедијата да биде уште поголема дури и од странска разузнавачка служба. Немаме тело кое што ќе може да ги провери и да ги искоординира, така да може да се случи една дезинформација да биде пласирана од повеќе безбедносни институции. Меѓутоа, еве и самиот Митевски спомна дека Пендаровски во ова студио кажа дека не би потпишал предлог на закон во кој што координацијата на безбедност на разузнавачката заедница ќе ја врши премиерот. Да се потсетиме на таа изјава што ја даде во првиот круг од председателската кампања Пендаровски. Законот за Агенција за разузнавање е помалку, не е уште донесен. Да, не е уште донесен. Да биде под контрола, да речеме, на премиерот отколку на председателот. Не, во агенцијата нема ова што е предложено, ќе видиме што ќе се усвои на крај, се заради изборите не оди таа постапка, бидејќи парламентот не работи. Во предлозите за закон за агенцијата нема такви промени во таа насока, меѓутоа и законот за координација на службите, тука веќе можеме да разговараме дали не се трга работа малку повеќе под капата на владата да оди таа координација и преку плаштот на координација да биде повеќе премиерот присутен отколку председател. Тогаш сериозна ингеренција ви одзимам во тој случај. Има во едно тело кое го предвидува за координација, ќе има представники на кабинетот, меѓутоа прашањето е кој ќе има последниот збор. Така што јас тука би имал сериозни резерви, ако ова биде навистина последна верзија и ако ја бидам председател, ако дојде тој указ за потпишување, ако е ова верзија, ако остане на крај, нема да се согласам со неа. Лимовска Пендаровски кажа ако остане ова верзија нема да се согласи со нејзе, особено јас се видов и во неговата програма, тој го назначува улогата и на Советот за безбедност и дека нема да дозволи политизирање и слично.
останува на тоа дека тој раководи нели со делот на разузнавањето и слично. Мислите ли дека ќе биде ова тргнато и она што го рече Митевски можеби е правен предлог законот во време кога Иванов бил председател, па сакале да одбегнат неговата надлежност во овој дел на контролата на безбедносно разузнавачката служби? Така, верувам дека во моментот кога се изготвувале првичната идеја нели за овој совет за координација, обично ние правиме таа грешка, се тргнува од моменталните персонални решенија на лицата кои што нели ги спроведуваат тие надлежности, меѓутоа и тоа, како што кажа професорот Николовски, тоа што досегашниот совет за безбедност не профункционирал за време на председателот Иванов, односно не се одржувале седници од моментот кога избрана новата влада, нема одржана седница на советот за безбедност и нели не знаеме кои се резултатите од таа работа и дали всушност нешто функционирало. Тоа не значи дека како механизам тој совет не е добар и не би можел да функционира, меѓутоа можеби треба да размислиме дали не треба малце законски подетално да се разработи што точно треба да работи тој совет, бидејќи ние немаме посебен закон за председател и за неговите надлежности, тие се диспрезирани низ неколку закони и нели се црпи од уставот, меѓутоа можеби треба да разработиме што точно треба да работи тој совет, минимум колку често треба да се среќава и што е резултатот од тие средби. Меѓутоа, извинете, членот 9 на пример вели дека може да се свика на иницијатива на советот во седници председавачот по собствена иницијатива на предлог на член. Меѓутоа и вели на иницијатива на функционер кој раководи со државен орган на локална самоуправа или друго правно лице, институција. Значи секој може да го свика советот, што исто така е збунувачки за една ваква дејност чувствителна. Так. Може, значи, секој директор на одредена институција ако му текне да свика совет, па и тоа мислам дека е премногу. Значи, да ако го прочитате вака како што е сега во предлогот дадено, излегува дека секој може да се занимава со оваа сфера кога ќе посака. Така, ние одиме од една до друга крајност, од воопшто нефункционални тела до поттикнување на можеби преголема активност и кога ќе дадете можност нели секој во секој време да може да свика некој такво тело, тоа може да не доведе и до префрлање на надлежност, односно сите да чекате некој друг да покрене некаква иницијатива. Мислам дека друго тоа што фали, посебно во однос на надлежностите на институциите од безбедносната сфера, тоа можеше да се направи во законот за координација. Фали едно поглавје каде што точно ќе се наведат кои се институциите од областта на безбедноста и разузнавањето, кои се нивните надлежности, нели со цел да нема поклопување на истите, и понатаму веројатно подоцна ќе го продискутираме законот за кој се врши надзор и како, бидејќи вака како што е поставено моментално имаме премногу закони, дисперзирани одредби и тоа не им е јасно ни на мал дел од познавачите на области ме јасно, а не пак да не зборуваме за граѓаните кои што се обидуваат да се снајдат во сите тие лавиринти. Посебно би ги стакнала нели стратегиите за безбедност и за одбрана како основни документи врз кои што треба и самите институции да си ги градат своите политики. Ние немаме обврска колку често треба да се ажурираат тие документи, например председателот носи стратегија за одбрана, владата носи стратегија за национална безбедност, меѓутоа последниот документ е од 2008 година, не е ажуриран од тогаш до сега и истиот е класифициран, односно јавноста нема пристап до тој документ, така што гледаме дека ние треба прво да се позанимаваме со основите на тоа како е поставен системот, а потоа да видиме како натаму да го како ќе ги оцениме резултатите. Митевски стара е приказната во однос на тоа кој би имал и повеќе би управувал со безбедносниот сектор, дали премиерот или председателот. Меѓутоа ни се случувало низ историјата секакви случаи кога пробивале информации, случаи кога биле откривани така наречените тајни агенти, случаи кога имало сомневања за упат на странски служби во делот на безбедносниот сектор и нивно влијание. Меѓутоа, факт е можеби дека тие сите биле некоординирани и неуправувани од еден центар, а меѓутоа ако пак се управувани од еден центар, тоа значи давање некому апсолутна моќ да управува со безбедносниот систем, што исто така сметам дека не е добро за државата, затоа што тој некој може да ја злоупотреби таа концентрација на моќ. Точно, ние сме мала држава
која не покажа досега демократски капацитет за еден премиер да има толкава моќ да ги контролира сите безбедносни служби, и со формирање на ова тело мислам дека е преурането, дека далеку сме од заробена држава, дека многу работи од претходниот извештај на Европската комисија не се променети, дека уште многу треба да се работи на тој план пред да се донесе ваков закон и да се формира едно вакво тело за координација на безбедносно-разузнавачката заедница. Така да мислам дека е грешка во овој период, дека треба да се оди постепено, да се одвои прво новиот закон за Агенција за национална безбедност, бидејќи таму е клучната работа која треба да се случува, која не се случуваше по превземањето на власта на СДСМ и ДУИ. Ние знаеме дека претходната власт во петата управа имаше сконцентрирано толкав број на луѓе заради прислушкувањето на 20.000 граѓани дневно, да таму се повеќе од 300 вработени кои 2 години не знаеме зошто зимаат плата, а има конкурси во Министерството за внатрешни работи, се примаат полицајци во градот Скопје и во други поголеми градови, освен Куманово и Штип, се формирани патролни служби. Во Скопје не може заради недоволна екипираност на полициските станици, значи многу нерешени прашања кои министерот Оливер Спасовски за овие 2 години не ги реши и останаа да висат. Значи сега не очекува една нова селекција, еден нов филтер при формирање на новата Агенција за национална безбедност, па да видиме луѓето кои ќе останат треба да бидат прераспоредени во Министерството за внатрешни работи, па како тоа ќе се одвива, кој ќе ги селектира тие луѓе, кои критериуми ќе бидат, значи не очекува една голема работа со самата нова Агенција за национална безбедност. Меѓутоа и тука професор Николовски имаше многу отворени прашања, особено на јавната расправа на која што вие како експерти учествувавте. Едно од основните и Миомир тоа го спомна во прилогот е дека и вака поставената Агенција за национална безбедност има ингеренции да прислушкува со одредена опрема, како што тој рече, одредени специјални ранци или тактичка опрема, жолти комбина, оние сите други прислушкувања што се по телефон се кај ОТА. Тогаш повторно ќе кажеме дека ќе можеби за граѓаните ќе биде збунувачки кој се не прислушкува. Дека не прислушкува сепак и агенцијата, а не условно речено и ОТА од една страна, и кој ќе одговара и кому за тие прислушкувања. Ние имавме само една бројка официјална, чинам пред една година и повеќе, дека околу 188 или 200 луѓе биле ставени на прислушкување. Тоа е податок што го дало јавното обвинителство своевремено на комисијата. Меѓутоа, што значи ова преклопување на ингеренциите? Видите, со тактичка или нетактичка опрема прислушкување. Така. Добро е што во донесување на овие закони првично временскиот период е многу краток. Брзо е 1 јуни кога треба да започне новата Агенција за национална безбедност. Добро е што властите имаа слух и овозможија присуство на експертската јавност во Собраниската комисија кога се дебатираше за законот за Агенција за национална безбедност, исто така и за законот за координација на безбедносно-разузнавачки служби, што не е честа пракса. Така да, од страна на експертската јавност беа укажани на низа на слабости кои што беа. Голем дел од тие укажувања се прифатени од страна на предлагачот. Ако тргнеме од првичната верзија на законот беше Агенција за внатрешно разузнавање. Веднаш да тргнеме од самото име. Значи, тоа е сугерирано и многу други работи кои што се сугерирани. Имаме неколку верзии на законот, веќе гледаме дека добро е што консултирана и невладиниот сектор, експертската јавност, и само на тој начин ние можеме да зборуваме за едно квалитетно решение. Што се однесува во делот на примената на прислушкувањето, законот е дециден во тој дел. Значи, исклучива надлежност во делот на прислушкувањето е новата оперативно-техничка агенција. Додека Агенцијата за национална безбедност, доколку не може да добие информациите преку оперативно-техничката агенција, ми се дава можност преку тактичката опрема да прибере информации, но сепак тоа е регулирано со подзаконските акти на Агенцијата за национална безбедност. Едноставно се води регистар кој што во неколку примероци и без одобрение на судијата од Врховниот суд не може да се применува таквата опрема. Зошто се доведовме сега пак да тргнам причините, зошто дојдовме до оваа фаза на масовно прислушкување од страна на петата управа, како што спомена колегата Митевски.
да се ставиме во функција на оперативците во Управата за безбедност и контраразузнавање. Нивната основна надежност е прибирање на информации и превентивно поставување, попречување на потенцијални опасности во безбедноста. По налог на обвинителството, мислам. И без налог на обвинителство, нивна обврска е да ги детектираат потенцијалните опасности и да преземат мерки за спречување. Да, значи превентивно поставување. Ние само да ви кажам дека новинарите особено ги нагласивме овие работи кога избега Груевски, дека тоа им било работа. Така е. Во тој случај не ја вршеле својата работа. Се поставува прашањето кој дури и претерале во вршењето на својата работа. Зошто е тоа така? Кога ги прислушкувале граѓаните. Кој е инструментариумот на припадниците на безбедносните служби? Нивната основна инструментариум е човекот, соработничката мрежа. Ајде да оцениме сегашната соработничка мрежа на Управата за безбедност и контраразузнавање. Ослонување на техниката, непостоење на закон доведе да имаме и субјективизам и пречекорување на овластувањата. Затоа кога ќе се стави во една законска рамка, како што е Законот за оперативно-тактичка агенција, иземање на ингеренциите на безбедносната служба во делот на прислушкувањето. Претходно првиот човек на Управата за безбедност и контраразузнавање беше најмоćниот човек во државата. Ако имаме финансиски криминал, тој е тој кој што треба да одобри. Тој може да има увид на се она што се случува во државата. Значи, идејата е во една таква држава, каде што немаме доволно развиеност на делот на демократијата, да немаме фокусирање, тоа беше основната забелешка на Европската комисија и на ПРИДЕ. Огромна концентрација на моќ во една безбедносна служба. Затоа зборуваме за повеќе безбедносни служби, но она што недостасува е токму овој дел. Законот за координација на безбедносно разузнавачките служби. Лимбовска, која е вашата најголема забелешка на вака предложениот закон за Агенција за национална безбедност, кој сега е во рацете на пратениците и кои што имаат 50 амандмани веќе подготвени? Дали е тоа преклопување на одредени ингеренции или пак е самата поставеност, инаку да кажам, директорот го назначува владата и одговара пред владата? Така, прво ако дозволите би дополнила во однос на следењето на комуникацијата од страна на Агенцијата за национална безбедност. Јас немам дилеми дека такви ингеренции се и тоа како потребни, како едно од средствата на собирање на податоци. И со тоа што следи на комуникации се помалку тоа се однесува на телефонски разговори, туку многу повеќе се однесува на имейл комуникација, комуникација преку апликации за разговори, значи Viber, WhatsApp, социјалните мрежи и така натаму, бидејќи современите безбедносни закони налагаат дека лицата кои што се инкриминирани во такви дејства, тие не разговараат по телефонна фиксна линија, па вие да ги прислушкувате, туку ги користат тие средства и тоа како е потребно, нели, да службите да имаат пристап до тие комуникации. Меѓутоа, многу е важно под кои услови и уште поважно како ќе се врши надзорот и контролата врз примената на овие овластувања, што всушност е една од моите најголеми забелешки во тековниот предлог закон за Агенцијата за национална безбедност, бидејќи мислам дека надзорот и контролата не се соодветно поставени. Позитивно е тоа што се внесува внатрешна контрола, иако мислам дека овој дел треба да се разработи, бидејќи во една вака специфична материја, каде што нели се работи за сензитивни податоци, тајноста на податоците е доста важна, токму внатрешната контрола е таа која што најмногу треба да се форсира на некој начин, односно да се градат капацитети за внатрешна контрола. Која прави контролата? Освен собраниските комисии, одговараат на владата, во кој дел на контролата сметате дека не е доволно сторено во овој предлог закон? Така, внатрешната контрола е содржана во овој предлог закон, меѓутоа треба малку подобро да се разработи во смисла на што се прави контрола и да се обезбедат пред се капацитети, бидејќи ако тоа зависи од еден човек, па да биде и најквалитетниот кој што ќе биде помошник директор или било како ќе му биде називот за внатрешна контрола, мора да има соодветен тим кој што ќе може да прави и контрола врз примена на овластувањата, дали тие се согласно закон, контрола над финансиските трошења, посебно трошење на тајна каса на службата. Меѓутоа исто така, она што малку се зборува е контрола врз квалитетот на
тие аналитички продукти кои што ги Да, тоа ми е подготвува. прашање исто така. Само да кажам дека надзорни тела според овој член 59 се и Собранието и Народниот правобранител, Дирекција за заштита на лични податоци, Дирекција за безбедност на класифицирани информации, Државен завод за ревизија, Совет за граѓански надзор исто така. Така што има многу. Сите тие имаат одредени надлежности. Собраниската контрола е доста важна преку парламентарните комисии. Затоа ќе дискутираме посебно со оглед на нивната нефункционалност до сегашна. Митевски, кога ја спомна Лимбовска аналитиката, таа се спомнува и во предлог законот за координација на безбедносните служби, дури тука се предвидени и дека ќе вработат аналитичари кои што ќе ги анализираат податоците, треба да бидат аналитичарите во канцеларијата да се назначуваат од страна на функционерот кој раководи, самиот директор, значи ќе ги назначи. Меѓутоа морам да кажам дека ова е некако најслабата точка можеби во целиот безбедносен сектор. Низ годините се сеќавам на една јака служба на аналитика во 90-тите, може да се каже на во МВР, на кој што некако потоа низ годините и се изгуби значењето или транспарентноста. Исто така кога станува збор и за аналитиката во другите безбедносни служби. Зошто е тоа така? Дали затоа што имаме центар на МОК што управува со таа служба, било да бил директорот на УБК или на Агенцијата за разузнавање или самиот премиер или самиот министер, или непрофесионалноста на кадрите, каде се губи важноста на аналитичарите и аналитичкиот сектор? Проблемот настанува, како што кажавте, после 90-тите години, кога, за жал, таа служба, поготово управата за безбедност и контраразузнавање, служи за вработување на сопруги на високи функционери и во Министерството за внатрешни работи и за роднини и пријатели на исто високи политички личности. Од тие причини, јас сум бил на неколку обуки во земји на Европска Унија и во нашава држава кои партнерски служби ги одржувале, каде што аналитиката е врховно тело кое е составено од искусни оперативци кои долго години работејќи во оперативата, пред пензионирањето, последните 5 до 7 години, како врвни оперативци се префрлаат во аналитиката и тоа тело всушност ги задава основните задачи на работењето на управата за безбедност и контраразузнавање, односно ги дава насоките во кои правци треба да оди истражувањето на оперативците и кои се безбедносните закани за една држава, за проценката ја вршат тие. Кај нас е обратно поставено. Можете на една рака да изброите луѓе кои работеле оперативци во минатото, а сега се во аналитика. Обично се, како што кажав, луѓе кои од прв ден се примени во аналитиката и се пензионираат таму без никакво претходно искуство и се вработени како и сегашните слабости, непотизам, партиски влијанија и слично. Се додека тоа не го разрешиме, не можеме да формираме едно врвно аналитичко тело кое ќе ги обединува сите безбедносни служби, кое треба да ги анализира и внатрешните и надворешните закани, односно во минатото доаѓаше до различни информации од УБК, од Агенцијата за разузнавање, од военото разузнавање и тоа беше најистакнато за време на воениот конфликт, кога одевме на секојдневни седници кај председателот на државата, каде што сите служби даваа различни информации за состојбите на терен. Тоа беше најголемиот проблем во 2001 и премиерскиот и председателскиот кабинет има различни информации или тие пак различно информираа до јавноста. И од 2003 наваму се прават обиди за тоа врвно аналитичко тело, меѓутоа не гледам ни со сегашниот обид вистинско решение на тој план. Николовски, што мислите вие за овој аналитички центар, затоа што овдека во законот повеќе внимание некако е дадено и со самиот состав на оваа координација на безбедносни служби, кој се ќе биде член, кој министер, кој директор, меѓутоа многу помалку е нагласено токму аналитичкиот сектор, оние вистинските професионалци кои всушност треба да ги земат информациите од сите служби, да ги анализираат и да напишат извештај. По мене многу е помалку битно кој се министер ќе учествува во ова тело, а многу е побитно кој ќе биде избран за експерт овде. Точно, тоа е во делот на кадарот. Неодамна гледав ваша репортажа каде што видовме да имало искуство директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, кое што е лице доаѓа од надвор на млади години и кое што не е од самата област. Значи, да тргнеме од тука. Најбитно е, во законот е предвидено да не може лице од надвор да биде поставен за директор на УБК. Туку мора да биде професионалец, каде што стои во законот 15 годишно работно искуство, од кои 5 години на раководни места. Значи, тоа е основното. Кадарот.
тргнувајќи од првиот човек. Понатаму, да направиме анализа повторно каков се кадар моментално работи, со кој профил. Таму постоеше еден член од законот без вработување во УБК, без јавен оглас, но тоа е во исклучителни случаеви. Она исклучокот постана правило. Видовме кој се бил вработен во УБК и зашто, дури се чудевме како ги добиле тие значки. Како ќе функционира новата Агенција за национална безбедност ако не направи во самиот старт профилтрација на кадрот кој што ќе треба да се превземе. Понатаму, во самата еве ќе поставиме прашање до сега во делот на обуката. Колку припадници на УБК посетиле каква обука и зашто се стручни во тој дел? Дали постои таква евиденција? Она што недостасува во таа безбедносно контраразузнавачка служба е оделот за едукација, образованието, каде што во МВР во рамките на Министерството за внатрешни работи постои центар за обука, каде што луѓето во континуитет се обучуваат во определени области. Академија за суди, обвинители и така натаму. Тоа што недостасува првично е за да добиете овластување како прибладник на новата Агенција за национална безбедност, ви морате да поминете определена обука, да го положите испитот за да добиете овластување. Понатаму недостасува во тој дел континуирана едукација. Значи, за да имаме успешна безбедносна контраразузнавачка служба, треба да видиме кадрот, едукацијата на кадрот и во делот на изградба на стратегија за градење на соработничката мрежа, затоа што тоа е основно средство за работа на новите припадници на Агенцијата за национална безбедност. Во однос на оваа селекција на вработените, за каде што очигледно има голема улога директорот кој ќе биде поставен на агенцијата, како да се избегне партизацијата, како да се избегнат сугестиите што можеби тој ќе ги добие од својот шеф, а тоа е премиерот и слично. За да не добиеме искуство дека сега една политичка партија кога е на власт да вработува своји луѓе, па друга кој ќе дои своји и така да се таложат кадри кои што се неспособни на некој начин. Токму оваа селекција на кадрите кои што ќе пременат од сегашната УБК во новата Агенција за национална безбедност е еден од најголемите ризици и би рекла најголемиот тест дали оваа реформа ќе биде успешна или нема да биде. Проблематично е, например, тоа што прво според предлог законот треба да се формира една комисија која што ќе изготви акт за систематизација на работата и систематизација на работни места. Меѓутоа дадени се само 3 дена рок за комисијата да го изготви ова, што се сугерира дека тоа не би било ништо друго освен препишување на тековната систематизација на УБК со сменет наслов. А токму тука треба да се постават кои се тие работни места и кои се критериумите за вработување, односно кои лица треба да се вработуваат во аналитичките центри и така натаму. Исто така е проблематично тоа што нели таа селекција ќе се врши од неколку луѓе начело со директорот. Сите тие треба да доаѓаат од Министерството за внатрешни работи, каде што има услови тука дека треба да имаат најмалку 12 години работни искуство, да биле на раководни позиции. Имаше услов да имаат посетувано обука за управување со човечки ресурси, а може да замислиме дека тоа се само неколку луѓе и тоа се таковните кои што работат или некогаш работеле во нели тие организацијски единици за управување со човечките ресурси, кои пак сепак сносат дел од одговорноста за состојбата со човечките ресурси која што се наоѓа сега во безбедносните служби. Понатаму предвидено е да се прави безбедносна проверка на сите лица, како и ова комисија да спроведе интервјуа со лицата пред нели да се потврди префрлувањето во новата агенција, со тоа што најавено дека нема сите лица да се префрлат, дел од нив ќе останат во Министерството за внатрешни работи распоредени на други работни места, а оние кои што нема да поминат безбедносната проверка ќе добијат отказно решение. Така што има доста ризици и во смисла на обезбедување на легитимитет на целиот процес, бидејќи веруваме дека ќе има доста незадоволни лица кои што нели го изгубиле работното место, а при тоа нели немате кривична пријава против тие лица, односно на кој начин тие не се подобни или пак биле вклучени во некакви минати злоупотреби. Така што јас се плашам дека малку ќе биде избрзан овој процес, нели се во името на испорачување на реформи, во името на евроинтегративниот процес, меѓутоа доколку не се направи како што треба и само на некој начин се протрача низ целиот тој процес, нема да биде добро решение. Митевска, она што ќе ги нема како ингеренција Агенцијата за национална безбедност е тоа што
За разлика од ДБК не може да спроведува истраги, па и да апси и слично. Во овој дел нотирани се, може да се рече, слободни некакви злоупотреби на самата служба врз основа на тоа што се правени и притисоци и слично. Може би вие ќе не подсетите и на случаи конкретни каде што во минатото била користена УБК за такви цели, меѓутоа сметате ли дека тоа е вистински потек да се тргнат ингеренции што беа всушност на МВР и на јавната безбедност? Вие е интересно затоа што бевте и на двете функции, и во јавната и во управата, и точно знаете до каде е можеби границата на управата, до каде е на јавната, што низ годините навистина се преклопуваше и се мешаше, директорите си ги превзима ингеренциите и едната и другата служба да ги врши. Па јас додека бев директор во 2000 година го предложив. Формиравме прво една независна комисија од надворешни експерти, каде што имаше и универзитетски професори, беше Гордан Калајджиев, беше Сашо Родановски, беа и други внатрешни и надворешни експерти кои го предложија укинувањето на овластувањето на припадниците на Управата за безбедност и контраразузнавање. Заради воениот конфликт тоа не се спроведе, меѓутоа добро е после 19 години тоа повторно да дојде на дневен ред и конечно во новата Агенција за национална безбедност нема да имаат такви овластувања, бидејќи годините уназад покажа огромни злоупотреби на припадниците на Управата за безбедност и контраразузнавање. Бројни беа случаи кога припадници на УБК внесува као сомнителни лица без да се евидентираат кај дежурниот полицаец во полициската станица, односно немаше увид кој влегува, кој излегува. Со помош на овластени лица од Управата за безбедност и контраразузнавање се случува многу повредување, осакатување, дури имаше и жртви кои беа претепувани, починуваа во полициски станици, бројни судења од 2000-та година до денеска беа во тек со тие злоупотреби да се рачисти еднаш за секогаш и верувам дека краен момент е сега тоа да се укине и веќе да не постојат тие полициски овластувања бидејќи се стварно непотребни. Николовски, што мислите вие за одземањето на ваквите ингеренции? Од друга страна, МВР ќе се работи работата што и до сега работела во однос на истрагите. На почетокот кажав дека разговараме прв пат за закон за Агенција за национална безбедност. До сега УПК беше во рамки на МВР и мораше да ги почитува законот за внатрешни работи, законот за кривична постапка. Така да се поставува прашањето дали е предност или хендикеп на припадниците на УБК во рамки на МВР. Тие едноставно се соочуваа со сериозен криминалитет, дела против државата, а работеа под иста капа, под исти услови како инспекторите кои што работат во општ криминалитет. Тоа ако имале сознанија за одредени случувања незаконски, веројатно требало да ги префрлат и да се координираат со јавната безбедност тоа да го. Ние знаеме цели акции се правени во Македонија, смислени од токму од УБК и извршени токму од УБК. Секако, затоа и сега зборуваме за поставување на надлежностите и обврските на припадниците на новата агенција во една законска рамка. Кога постои закон, тука во самиот закон ќе се прецизно наведат условите, надлежностите и обврските на нивните припадници. Во тој дел особено значење е ова што го спомена и колешката, селекцијата на кадрот. И треба да имаме јасни критериуми и кои се тие квалификации прво на луѓето во комисијата кои што ќе го избираат кадрот. Меѓу останатите би споменал соодветното образование, понатаму движењето во кариера, каков имале раст или пат во самата кариера. И многу е битно да се докаже лојалноста на членовите на комисијата кон самата служба. Ако ги погледнеме сајтовите на познатите безбедносни разузнавачки служби, ќе видите отворени огласи каде што во континуитет се бараат млади луѓе, но со јасни критериуми. Тоа се тие нови припадници кои што ќе може да се носат со современите предизвици. Едно близ прашање, председателот Пендаровски кажа дека ќе соработува со сите во кабинетот, освен оние кои што го прекршиле законот, за кои што има истраги. Едно лице од Агенцијата за разузнавање доби судска присуда. Особено се испитува поврзаноста на членовите на агенцијата или на кабинетот на председателот со настаните на 27 април. Очигледно е дека и во Агенцијата за разузнавање некој ги пречекорил овластувањата или пак се докажува и се истражува дали воопшто е вмешан и во работата со други служби.
одговорност за било какви злоупотреби навработени во било кој од овие служби мора да се воспостави ако сакаме да зборуваме за темелна реформа и за, не би рекла враќање на довербата, туку воспоставување на довербата на јавноста кон овие служби. Целиот овој фокус е некако врз УБК при таа реформа, најверојатно затоа што УБК беше најизложен, односно највидливи беа злоупотребите пред се преку масовното прислушкување. Меѓутоа, и Агенцијата за разузнавање и службата во рамките на Министерството за одбрана за војна безбедност и контраразузнавање се одликуваат со доста низок степен на транспарентност, каде што не знаеме доволно за нивната работа. Сега веќе излегува некоја поврзаност на лица, нели, во случај од Агенцијата за разузнавање во однос на случајот од 27 април. Така што и оваа служба мора да биде предмет на сериозна реформа. За жал, мислам дека ќе беше многу подобро целата таа реформа да се третира интегрално, односно на некој сличен принцип да се тргне кон реформата на овие две служби. И најавено, односно веќе имавме известување за отпочнување на постапка за нов закон за Агенцијата за разузнавање, кој што впрочем е од 95-та година и апсолутно не одговара на современите предизвици. Од тој закон, ако го читате, не можете ни да разберете што всушност работи таа агенција. Така што сериозно треба да се пристапи и кон таа реформа, а не да биде само спорадично. Бегството на Груевски го спомнам затоа што тоа покажа дека два сегменти, она што го зборувавме со професорот Николовски, што всушност работа на УБК, не дојде до израз, меѓутоа и на Агенцијата за разузнавање која што го покрива теренот надвор од Македонија, кога ќе се покаже ваква неспособност на службите, кои што се под капата или на премиерот или на председателот, очигледно е дека како да никој не бара одговорност ниту во првите луѓе, ниту пак во прашањето како е можно на еден председател да му се случи да има 4 луѓе под истрага и еден да биде во затвор. Како е можно никој да не понесе одговорност во УБК, а министерот пак најмалку очигледно осеќа вина за бегство на еден висок поранешен функционер за кој што има судска пресуда и неколку случаи. Лоцирањето на одговорноста очигледно дека е проблем. Се заскрива зад оделението за организиран криминал во обвинителството заради долгата предистрага и истрага, меѓутоа тоа не требаше да биде оправдание никој да не понесе одговорност и сам да си даде оставка, дали тоа ќе беше министерот, дали некој од директорите или од пониските ешалони. За жал тоа во Македонија како по правило никој не се чувствува одговорен и секој чека некое друго тело да констатира одговорност, како сега што беше со антикорупцијската комисија, доколку за непотизмот, исто тука се случува и во обвинителството. Се обидува да се заташкаат работите, да помине одреден временски период, за никој да не одговара, бидејќи самиот премиер кажа дека ако ги менува луѓето ќе нема со кого да работи. Очигледно он работи со луѓе од доверба, а не со професионалци. Тоа го покаже и над 26.000 партиски војници кои за овие 2 години очигледно се вработени по сите институции, а сите министри и директори се соучесници на едно такво дело. Очигледно нема спремност никај новата влада да се справи со тоа што беше зло и во минатото, тоа истото продолжува и денес и доколку тоа не се случи, ќе имаме и понатаму исти случаи. Николовски, за вас лично прашање, рече Петдаровски нема да работи со оние што го прекршиле законот, меѓутоа одговорноста доаѓа до израз само тогаш кога многу ќе го прекршат законот, како што беше случајот со 27 април. Рече си и да не слушаме заради нетранспарентноста за некаква одговорност во овие служби. Посебен проблем е одговорноста посебно на раководниот кадар во овие безбедносни и разузнавачки и контраразузнавачки служби. Јас ќе наведам светските искуства кажуваат да имаме примери да првите луѓе на познатите разузнавачки служби на големите држави јавно ќе укажат дека и ќе признаат дека потврдила нивната служба. Но од тие причини поднесуваат и морална обврска и оставка. Така да не знам што треба да се случи за да некој од припадниците од раководниот кадар кои што го прекршиле законот, односно не презеле, а требале да преземат, ќе сноси одговорност. И тоа одговорноста треба да се бара не само кај највисоките, туку и кај пониските ешалони.
има многу случаи, додека не побараме одговорност, значи ние не можеме да зборуваме за една квалитетна служба. Пауза за реклами и потоа одиме кон прашањата кој и како го врши надзорот на овие служби, оние кои што се одговорни, особено собраниските, гледаме дека долги години не си ја вршија својата функција. Очигледно е потребно повеќе јавна дебата кога станува збор за законите кои ги се однесуваат на безбедносни служби, меѓутоа кога зборуваме за надзорот, постојат комисиите за надзор во собранието, еве како што кажам, Миомир ќе се предложи нов закон и за парламентарниот надзор на разузнавачките служби. Магдалена не се покажа низ децении веќе системот на надзор. Имавме долго време неможност на самите комисии да влезат во оние што треба да ги надзираат, па камо ли да добијат податоци. Второ, апсолутно беа нетранспарентни. Ние новинарите не се ни сеќаваме на отворени седници, немало никогаш, освен сега во последно време нешто. И тогаш останува впечатокот дека нешто се крие. Особено морам да истакнам дека оваа служба, како што кај нас е напишана за безбедност и контраразузнавање, всушност треба да стои во рамките на Министерството за одбрана и армија, е апсолутно нетранспарентна и ништо не знаеме што се случува таму. Така, ние досега сме слушале информации за службите кога ќе избил некаков скандал и сомнежни за злоупотреби и тогаш биле предмет на јавна расправа, да кажеме. Од друга страна, собраниски надзор не е нешто непознато. Тоа постои во нашите закони. Имаме не една, туку 3 комисии со одредени надлежности за надзор врз безбедносно-разузнавачката заедница, меѓутоа досега никогаш не профункционира. Минатата година, кога се носеше законот за следење на комуникации, доста амбициозно и доста, да кажеме, се нагласуваше таа надзорна улога, односно колку сега сме посветени на воспоставување на низот тела, надзорни контролни кои што ќе не осигураат дека злоупотреби на овие надлежности нема да има. Иако во законот нели има сет на мерки, гледаме дека тој надзор повторно не профункционира, дури кога имаме нови законски решенија. Затоа јас не сум толку ентузијаст и оптимист дека било какви нови закони, доколку тие не се добро разработени и не се пропратени со соодветни ресурси за зајакнување на капацитетите на овие тела кои што треба да го вршат надзорот, тогаш тоа нема да функционира, туку само ќе воведуваме нови тела кои што уште повеќе ги збунуваат граѓаните, која надлежност има, а резултатите покажуваат дека во праксата тоа не заживеа никогаш. Митевска обично со овие комисии раководат опозиционерите. И во минатово се случуваше да тие обвинуваат за нетранспарентност на службите кои се под капата на власта. Меѓутоа овој пат еве го слушнавме за Кири, тој обвинува дека самата комисија не работи, со комисиите раководат Трајко Велјановски и Емил Димитриевски. Зошто ова е навистина чудна ситуација да не може да се разгледаат извештаите, меѓутоа верувате ли дека овие комисии за надзор работат нешто или пак само се на хартија, затоа што досега не сме виделе ништо конкретно да излезе токму од нивниот надзор? Ако го читате извештајот на Приве, ќе видите дека таму стои мора редовно да се состануваат, најмалку еднаш месечно тие комисии треба да заседаваат. Проблемот е друг, доколку јазот не се намали меѓу политичките елити, никогаш овие комисии нема да профункционираат. Без меѓусебна соработка, без разлика дали опозицијата ги води овие комисии. Како се зголемува јазот, односно еве на овие председателски избори се виде поделеноста меѓу политичките партии, кои навреди ги слушавме на политичките дебати меѓу председателските кандидати, иако е подадена рака од страна на председателот Стево Пендаровски, сепак не се презимаат конкретни чекори за намалување на таа неусогласеност меѓу политичките партии во парламентот, надвор од парламентот. Без меѓусебна соработка никогаш ние какви сакаме комисии да измислиме, граѓански совети, внатрешна контрола, како вие што спомнавте, е предвиден генерален инспектор. Дали ви имате представа кој ќе го избере генералниот инспектор во новата Агенција за национална безбедност? Кои ингеренциите? Очигледно власта. Да. Како што во МВР долги години внатрешната контрола е покритие на сите злоупотреби на политичката партија која го раководи министерството и ги покрива сите
припадници кои ќе се огрешат од законот. Значи, имаше предлози да биде внатрешната контрола издвоена од МВР. Тоа на ниедна политичка партија на власт не ја одговара и не се прифаќа од неја. Може да се случи навистина пресликување на таква внатрешна контрола и во самата агенција за безбедност. Николовски, верувате ли вие дека ќе профункционира системот на надзор? Еве се предлага и нов закон за парламентарен надзор на овие комисии. За да дадеме оценка и препораки како треба да функционира новиот надзор, ќе направиме анализа на досегашниот надзор. Задача на безбедносни, разузнавачки и контраразузнавачки служби е прибирање на информации и заштита на уставниот поредок, демократските институции и така натаму. Основна задача на едно парламентарно демократско општество е парламентарна контрола над работењето на безбедносните служби, за да нема злоупотреби на службите за разноразни интереси. Се поставува прашањето, ако тргнеме од самиот наслов на комисијата, колешката спомена 3 комисии парламентарни, самиот наслов, Комисија за контрола на работа на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање. Што е со органите за безбедност во рамките на Министерството за одбрана? Кој ги нив контролира? Ако до сега беше фокусот на злоупотребите во Управата за безбедност, на лесен начин тој фокус може да се концентрира на другата страна. Второ, оценката на досегашната работа. Како ќе можеме да оцениме досегашната комисија парламентарна? Колку седници одржале? Колку ви извештаи? Што е детектирано како слабост во работење на безбедносните служби? Тие што прават надзор, кој им врши надзор? Не се состанале првично. Причината, дел од членовите на парламентарната комисија немаат безбедносен сертификат. Кој го издава безбедносниот сертификат? Дирекција за класифицирани информации, врз основа на мислењето на Управата за безбедност и контраразузнавање. Со други зборови, барање, дајте ми сертификата да ве контролирам. Значи, имаме конфликт на интереси во тој дел. Еве го на индиректен начин кочење на работењето на парламентарниот надзор, што не сме да се случува во иднина. За жал, уште многу прашања отворени има кога станува збор за безбедносните служби. Верувам дека повторно ќе се состанеме за да дискутираме и очигледно дека повторно ќе кажам потребна е поголема јавна расправа, иако законите се од чувствителна природа, се однесуваат на безбедносни прашања, меѓутоа недовербата на граѓаните заради сето она што се случуваше во минатото очигледно е голема. Благодарам за вниманието што бевте со топ тема. Останете на програмите на Телма.